Добар ден, јас сум Сонја Стефановска, професор во Средното градежно гимназијско училиште на град Скопје Здравко Цветковски. По предметот сообраќајници изборна за трета година градежни техничари од техничкото образование. За денес имаме нова наставна содржина, елементи на горниот строј на патот и елементи на планумот на патот. Односно, ова е повторување на минатата наставна содржина, продолжување. Но да се подсетиме. Кои беа елементи на планумот на патот? Тоа се коловоз со сообраќајни ленти за стековен сообраќај и сообраќај во мирување, разделни ленти, банкини, риголи, берми, пешачки и велосипедски патеки и напречни наклони и друго. Сообраќајните ленти се наменети само за проточен сообраќај. Нивниот број зависи од даденото сообраќајно оптоварување и планираното ниво на услуга, односно е дадено од сметковната брзина VR. Во следната табела, подолу дадена, се гледа дека сметковната брзина се движи од 40 па до 100 и повеќе километри на час, така и ширината на сообраќајната лента е од 2,75 до 3,75 метри. Рапната лента се наоѓа меѓу коловозот и банкината или помеѓу коловозот и лентите за пешаци и велосипеди. Таа е крута конструкција, односно проширување на коловозната конструкција. Рапната лента го штити коловозот од оштетување и го означува десниот рап на сообраќајната лента. Широчината на рапната лента зависи од ширината на сообраќајната лента и изнесува 0,2 до 0,5, исклучително 1,0 метри. Ленти за принудно сопирање на возилата на автопат, а по потреба и на пат од прва класа, за двете насоки се предвидуваат ленти за принудно застанување или сопирање на возилата заради дефект на возилата, замор на возачот и слично. Нормалната широчина на лентите е 2,5 метри, односно исклучително може да се дозволи 1,5 метри. Додатните ленти пак може да бидат наменети за исклучување и приклучување, како и за движење на бавни возила на поголеми наклони. Лентите за приклучување и исклучување се јавуваат како додатен елемент во зона на денивелирани крсносици, оние што се во две нивоа. Служат за престројување на оние возила кои на раскрсницата свртуваат. А пак лентите за бавни возила служат за тешки товарни возила кои ја намалуваат брзината. Додатните ленти се градат на делници со голем надолжен наклон, за да се одржи планираното ниво на услуга на патот од прва, втора класа и на автопатот и со проектната брзина поголема од 60 км на час. Најмалата широчина на додатната лента за бавни возила изнесува 3,5 метри. На следниот цртеж се прикажана лента за бавни возила на поголеми наклони. Значи наклонот од 0,4% се зголемил на 6%, па се намали на 1%. Во таа должина кај што имаме поголем наклон од 6%, ние ја предвидуваме додатната лента за бавни возила. Тука на последниот цртеж е прикажана додатната лента во попречен пресек. Разделна лента. Кај автопат со 4 и повеќе возни ленти, средната лента се изведува со широчина од 4 метри, исклучително најмалку е 3,0 метри. Кога средната пак разделна лента се обликува како разделна ограда, минималната ширина изнесува 2 метри, односно исклучително 1,5 метри. На определени места, односно на растојание 2-3 и повеќе километри, се врши прекинување на разделната лента во случај на сообраќајни незгоди, поправки на патот и слично, и се овозможува привремено пренасочување на сообраќајот во другата насока. Банкина е земјена или стабилизирана лента која се наоѓа помеѓу работ на коловозот и косината на насипот. Ширината на банкината се одредува во зависност од карактерот на теренот, типот на патот и слично. Се движи од 0,75 до 1,5 метри и се изведува со наклон кон надворешна страна, кон страна на косината од 4%. На цртежот е прикажан двонасочен пат во правец, односно и во насип. И тука се прикажани широчините на коловозните ленти 3,25 метри, 0,3 метри рамните ленти,
и банкините од 1,2 метри со нагиб од 8%. Ова е еден нагиб во еден правец од коловозот од 2,5%. Со КН е обележана котата на нивелета, односно на патот, со КТ котата на теренот, и бидејќи котата на нивелета е повисока од котата на патот, тоа значи дека патот не е во насип. Риголата се јавува како елемент на планумот на патот во ископ и засек и служи за собирање на површинската вода и одведнување до канализационите сливници. Кај автопатот таков елемент се јавува во разделната лента. Широчината на риголата се движи од 0,5 до 0,75 метри. Бермата е дел од планумот на патот, кој се јавува во ископ и во засек и се наоѓа помеѓу риголата и косината на засекот. Нејзината ширина не треба да биде помала од 0,5 метри. Пешачката патека се применува во населени места или блиску до населени места. Таа се издвојува од коловозот со разделна лента или подигнат рабник, или пак се води независно од проточниот коловоз. Ширината за еден пешак изнесува 0,75, односно за двајца 1,5, минималната е ширина, а висината на слободниот профил над пешачката патека изнесува 2,5 метри. Велосипедската патека пак во профилот на патот се издвојува од коловозот, вистински или пак со разделна лента. Ширината на оваа лента за еден ред велосипедисти е 1 метар, а сообраќајната висина, односно слободниот профил, изнесува 2,5 метри. И кај патишта наменети само за моторни возила, но нормално велосипедските патеки не се дозволени. Напречен наклон. За одводнување на површинската вода се применува напречен наклон, кој може да биде во правец едностран или двостран, додека во кривина само е едностран. Едностранниот наклон се применува за патишта, улици со современ коловоз со ширина до 3 сообраќајни ленти, односно до 11 метри. Сето поголемо од 11 метри се прави со двостран наклон. Нарапавите коловозни прекривки изнесуваат 4%, додека на современите коловози 2,5%. Во кривина е едностран и изнесува 2,5 до 7%, а насоката му е кон центарот на кривината. На следните цртежи се прикажани двостран горе и едностран попречен наклон. Пресметување на надвишувањето. Надвишувањето кај едностран наклон ќе биде еднакво на К пати и П врз 100. Значи, ширината на коловозот помножена со наклонот пати 100, бидејќи врз 100, односно бидејќи затоа што е наклонот даден во проценти. Додека пак надвишувањето кај двостран наклон ќе биде К половина пати и П наклонот врз 100. Значи, половина од ширината на коловозот, бидејќи надвишувањето ќе биде во средина на коловозот, и пати и П наклонот во проценти врз 100, бидејќи е даден во проценти нормално. И на следните цртежи се прикажани различни попречни наклони, едностран, двостран попречен наклон кај автопат, двостран попречен наклон, едностран попречен наклон кај автопат, и во средината тука се наоѓа реголата, односно каналите за одводнување. И за наредниот час имаме прашања за повторување. Зашто се наменети сообраќајните ленти? Колку изнесува нивната ширина? Каде се градат лентите за принудно стопирање на возилата? Трето прашање. Што представува банкина, што представува берма? Четврто. Што представува разделна лента и колку изнесува нејзината ширина? Петто. Нацртај попречен пресек на двонасочен пат во насип. Шесто, задача. Пресметај го надвишувањето делта Х при едностран наклон. Ако ширината на коловозот К е 10 метри, а напречниот наклон И е 2,5%. Седма, задача. Пресметај го надвишувањето делта Х при двостран наклон, ако К ширината на коловозот е 12 метри, а попречниот наклон изнесува 3,5%. Сви посакувам пријатна работа и се надевам дека истата нема да ви биде многу тешка. Се гледаме наредниот час.
Ви благодарам на вниманието.